Проштавањето е обичен прифатен под влијание на црквата, додека гатањата, карнавалите и слично се остатоци од предхристијанските предпролетни забави. Овој празник доаѓа по неколкута зимски празници. Бадник, Божик, Водици, Свети Трифони ги поврзува со голем број пролетни празници. На Прочка се изведуваат богати обичаи, како што се проштавањето, од тука и празникот го добил името. Потоа амкањето, обредните огнови, богатата трпеза, гатањето за живот и среќа, обичаите за очистување од болви, вошки и други штетници. Очигледно е дека некои обичаи, како што се на пример проштевање, имаат христијанска основа, додека другите се остатоци од предхристијанските пролетни празнувања. Кога станува збор за празникот Прочка, не сме да се изостават деновите што му претходат на овој празник. Една недела пред Прочка, поточно во сабота и задушница. Обичајот проштавање тргнува од христијанското сваќање за помагање и проштевање помеѓу луѓето. Се верува дека на овој ден и небото и земјата си простуваат, па тоа треба да го сторат и луѓето. Небото затоа што изгрешило на земјата со громови, мразови, поројни дождови и слично, па бара прошка. И луѓето еден од друг бараат прошка за грешките.